Во животот ќе се сретнете со многу порази, но никогаш не дозволувајте да се чувствувате поразено. Долго време размислував зашто би можела јас да зборувам, што е она што јас на светот можам да му го понудам. И се обидував. Се колнам дека се обидував 1000 пати да ја разголам мојата душа на парче хартија онака како што некогаш умеев. И во моите борби со себе си, да создадам нешто што е добро, нешто што ќе ги допре луѓето, ме подсетија дека заборавам на она што мене ме добира. Ова сум јас, а јас сум уморна. Уморна и изнемоштена да живеам во свет полн со лаги, полн со неправди и несреќи. Во суров и болен свет. Во свет полн со дискриминација, со осуди, со погледи презирни и наштимани движења. И често умеев да се запрашам себе си. Што ли имам направено јас за да не можам да заспиам од немири? И како да се борам со моите демони, со пламени, со куршуми, со солзи огромни до сонца изгреани, со насмевки, со зборови, со песни и стихови низ денови несреќни, со викотници, грмотевици, тмурни облаци и ладни ветриња во денови полни со несреќи, со ангелски ореоли и добри дела во пеколот и демони низ рајот. Што ли направив јас за да се давам во собствените мисли? Во убавина и среќа јас тагувам. Во богатство сиромашна сум. Заљубена за љубов патам. На крајот на денот која е мојата вина кога жива сум, а не живеам? Но годините минуваат, а ние или сме веќе бледа слика на она што сме сакале да бидеме, или веќе силно зрачиме. Каде сте вие? Бидејќи јас сум некаде на средина. Јас сум само скица за цртеж кој чека да биде нацртан. Се смејам, а секојдневно го обвинувам светот. Водам бескрајна битка откако знам за себе си. Ако на 17 години светот имаше милион причини да не ме прифати, сега мислам дека има уште толку повеќе. Но сега имам 21. Сега конечно го применувам во пракса она што одамна теоретски го научив. Животот е лош само за оние кои не знаат да се исправат по поразот. А животот вреди да се живее само ако вие одлучите дека истиот е вреден. Без разлика колку пати истиот ќе ве зграбчи во канџите и ќе ви ја покаже неговата суровост. Ве молам, не се откажувајте. Ова сум јас и јас верувам во себе си. Во подобри денови, во сончеви утра и блескави ноќи. Во пролетно ветре, во украдени воздишки и во весели мелодии. Ова сум јас, а јас го користам мојот глас од кој се срамев да се борам против светот, против неговите неправди. Ве молам, не се откажувајте. Животот навистина е вреден ако сите ние одлучиме да живееме живот кој вреди да се живее. Со тоа можеме да го направиме светот многу подобро место. Има премногу луѓе кои не можат секојдневно да дишат во нивната кожа, има премногу луѓе кои секојдневно сакаат да избегаат од себе си или од светот. Но целта на животот не е бегањето. Целта на животот е останувањето и промената. И зашто ќе се одлучиме? Ви благодарам.